Мејата сабота споменав некои работи што сега би сакал да ги повторам во врска со 6 и 7 печат. Прво што споменав е, ако се навратиме на Откровение 8 глава, значи ја напуштаме 13-та, ќе се навратиме на 8-та глава, дека при отворањето на 7 печат, првото нешто што го прочитавме е настана тишина на небото околу половина час. Некој од вас ме прашуваа после тоа, како се пресметува ова половина час, да значи што? Што значише половината час? Како? Конкретно половина час значи 7 дена. Да. Сега, јас би сакал да го повторам и пред останаците вие, кои што не бевте на првото богослужение од новата година, тоа беше мејата сабота на вечер, и кои што немавте можност да го следите преку интернет. Бидејќи тогаш не кажав, значи и они што беа и што го следеа, не кажав, но сега би сакал тоа да го совладаме, ако случајно не знаеме. Како половина час пророчки значат вистински или буквално 7 дена? Како? Како доаѓаме до таа бројка? За да биде јасно за сите. Еден ден пророчки е една година. Така. Еден час, 24 дел од денот, што значи треба да побараме сега што би било 24 дел од една година. Ден Билдрот беше тука и пресмета на телефонот негов децимали вели ми искача. Во ред. Тоа е прилика 2 недели, ако се и со децимали, еве пробајте. Да, ајде, можете да пресметете, имате помагала денес, кога мозоците ни се неупотребливи. 15, точно, 15, значи тука некаде 2 недели. И половина тоа е 7,5, нека биде 7,5. Половина час. Проста математика, нели? Апостол Јован вели, кој има ум, нека го пресмета. А ако имате уште и паметни телефони, тогаш ни умот не ви треба. Ке може да ги пресметате овие лесни задачи. Што представува овие половина час, кога се отвори 7 печат? Текстот ни кажува, настана тишина на небото околу половина час. Тишина. Замислите какви се настани прочитавме, какви се катаклизми прочитавме и вчера, синоќа ги читавме од Духот на пророштвото, малку со подетални информации. Но еве, само оно што го прочитавме во 6 печат. Голем земјотрес, сонцето црно како вреќе од кострат, месечината стана како крв, звездите пак небесни паднаа на земјата како што смоквата лувана од силен ветер ги исфрла пупките своји. Небото исчезна како свитка на хартија, секоја гора и секој остров се помести од местата своји. И царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и секој роб и слободен се скрија во пештери и горски камењари. Што ли треба да се случува на планетава Земја, за да имаме ваква ситуација опишена со овие зборови? И сега сите тие разорнувања и се вели, потоа кога се отвори 7 печат, настана тишина на небото околу половина час. И сега во оваа тишина, што значи затишие, значи имаме катастрофи, имаме разорнувања, имаме катаклизми, и сега настанува затишие, некое затишие.
И во тоа затишје ни се кажува: и ги видов 7 ангели што стоја пред Бога и им беа дадени 7 труби. Значи, кога стапуваат 7 труби на ред? 7 труби кога стапуваат на сцена? Кога се отвора 7-миот печат. 7 труби, значи, јас тука се разликувам од историскиот адвентизам. Не се однесуваат на историски, иако можеме да ги применуваме, на минати историски настани од времето на милоста. Туку 7 труби се најава на Божиот гнев, како да не беа доволни катастрофите што досега беа споменувани. Од сега, овие што ќе се споменуваат сега при 7 труби и во вториот дел Откровението при 7 зла, тоа се нешто пострашно од било што досега. Иако 7 труби не се исто што и 7 зла, затоа повеќе следната сабота. Но пред да се отвори 7-миот печат, а кога го читавме и каде што го завршивме 6-тиот печат, споменав исто така дека помеѓу 6-тиот и 7-миот печат е дадена оваа 7 глава од Откровението или сендвич глава. Помеѓу 6-тиот и 7-миот печат. Зошто е дадена таа глава? Бидејќи тука се споменуваат 144.000 запечатени од секој споменати по име 12 колена на синовите Израелови. Современо читавме за тие колена, дававме и коментари што тие и оваа бројка значат. Оно што сега сакам битно да го повторам е првиот до 3-тиот стих. Потоа видов 4 ангела како стојат на 4 агли од земјата, држејќи ги 4 земни ветрови, за да не дува ветар ни на земјата, ни по морето, ниту пак на некое дрво. И видов друг ангел како се подигаше од исток, кој имаше печат на живиот Бог, спротивното од жигот, белегот на зверот. И тој извика со висок глас кон 4 ангели, на кои им беше дадено да и пакостат на земјата и морето, велејки: не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвјата, додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. Значи, замислете, какви катастрофи и да се случиле до сега, или допрва ќе се случат, ако се уште во времето на милоста, не се ништо во споредба со она што следи, во споредба со Божиот гнев, во споредба со денот Господов, великиот и страшниот. Какви катастрофите се случиле до сега, не се ништо во однос на времето кога на овие ангели ќе им биде дадена слободна власт да и пакостат на земјата, и на морето, и на дрвјата. Откако Божите слуги, 144.000, ќе бидат запечатени. И да ги повторам уште еднаш, бидејќи сакав оваа сабота да испадне така, повеќе повторување и испрашување, како еден добар вовед за следната сабота. 3-тиот стих од 8 глава. Откако, значи, ги гледа 7 ангели што стоја пред Бога, им беа дадени 7 труби, што уште прочитавме. Тогаш дојде друг ангел со златна кадилница пред жртвеникот. Се мисли на кадилниот жртвеник или кадилниот олтар, што се наоѓал пред светињата на светињите. Бидејќи други нема смисла. Друг оперативен жртвеник на небото не постои. Христовата жртва била принесена на оваа земја за нашето спасение.
И му беше даден, значи на овој ангел со златна каделница, му беше даден многу темјан, што ги знаеме што представува темјанот, молитвите на светиите, и тука се споменуваат, та со молитвите на сите светии да го постави на златниот жртвеник, што беше пред престолот. Димот од темјанот, 4 стих, заедно со молитвите на светиите се издигна од раката на ангелот пред Бога. И сега настанува пресврт, како да тука се пресекува конецот, како да тука завршува времето на милост. И ја зеде ангел од каделницата и ја наполни со оган од жртвеникот и ја фрли на земјата. И тогаш се појавија гласови, грмотевици, светкавици и земјотрес. Што значи овој чин? Фрлање на каделницата на земјата, наполнета со оган. Што значи, не ми треба веќе ни жар на олтарот, не ми треба ни темјан, не ми треба ни каделница. Повеќе нема посредник. Повеќе нема милост. Повеќе Христос не посредува во небесното светилиште. Само што, како и второто Христово доаѓање, никој на земјата, никој жив, нема да знае кога ќе настапи тој час. Дори читаме дека кога ќе настапи тој час, се уште ќе се одржуваат богослуженија по црквите. Се уште ќе се проповедаат проповеди по црквите. Може и луѓе да се крштаваат. Мокри грешници. Исти и пред и после нивото крштевање. Затоа што Светиот Дух ќе го нема. Светиот Дух се повлекол, но луѓето ќе си живеат во своите религии. Но вистинската вера, која што е присутна тогаш кога Светиот Дух е присутен во срцето, или побожноста од која што религиозните луѓе ќе се откажат или се откажале, ако мислиме на Павлово време кога го прорекол тоа, ќе се откажат. Имаат обличе на побожност, значи имаат религија, имаат конфесија, имаат деноминација, но од силата на побожноста се откажале. Тие ќе си постојат. И тоа начело со своите свещеници, со своите водачи, со своите проповедници, со своите теолози. Тие ќе си постојат. И тие, свещениците и теолозите, ќе бидат први на удар на Божиот гнев. Бидејќи по нивно влијание, како некогаш Синедрионот, со еврејскиот народ, по нивно влијание мнозинството христијани и мнозинството верници ја отврлиле вистината и го добиле жигот на своето чело или на својата десна рака. И кога ова што го почитавме во 5 стих, значи, се случува, крајот на времето на милоста најавено со гласови, грмотевици, светкавици и земјотрес, што читаме веднаш потоа 6 стих. И 7 ангели што ги држеа 7 труби, се приготвија да затрубат. И сега тука настапува крајот на тоа затишие. Како во времето на Ное, споменавме, кога Ное и неговото семејство, а добро забележавте, се сеќавам брат Зоран, и во приватни муабети после богослужението, добро забележавте дека само Ное е наречен праведен. Не се вели дека синовите му биле праведни, иако после потопот гледаме, например, дека Сим и Јафет покажуваат барем поголема стравопочит и имале подобро домашно воспитување отколку Хам и Ханан, внукот на Ное, Хамовиот син. Но, за Ное се вели дека бил праведен. И останатите се спасуваат само како членови на семејството на Ное,
Всушност, Библијата кога вели Ное праведен го споредува со други луѓе на земјата, не го споредува со неговото семејство, бидејќи неговото семејство, жена и деца со него се едно тело. Значи, не вам дека биле грешници и неверници од неговото семејство. Меѓутоа, што бил Ное, тоа се и тие, по вера. Се разбира. И 7 дена беа запечатани внатре во ковчегот. А останатиот свет, милиарди луѓе, 7 дена беа запечатани надвор од ковчегот и ништо страшно не се случуваше за време на тие 7 дена. Животот се продолжуваше и понатаму и никој не знаеше дека вратата што ангелот ја затворил е запечатена. Ниту Ное може да ја отвори од внатре, да Ное би сакал да прими. Што, зарем Ное би рекол, чим не сакавте, нека ви биде. Ное би сакал да прими и во 7-миот ден би сакал да прими. И кога веќе почнал да врне, Ное би примил. Не дека Ное е помилостив од Господ. Меѓутоа Господ знае дека оние што по хулија на Светиот Дух повеќе не можат да се обратат, не можат да се покајат, повеќе не можат да се посветат, да се оправдаат, бидејќи тоа е можно само со слободна волја и од љубов, водени од Светиот Дух, а не од страф заради некои ситуации, врне, поплава, катастрофа, војна и заради кожичката, тогаш ќе ветувам се и сешто на Господа. Тоа не е вистинско покаяние, се разбира. Живееме во страшно време. Живееме во време кога ќе се случуваат допрва страшни настани на нашата планета. Но кога велам страшни, немам намера да ве исплашам, туку страшни во смисол свечени. За верниците тоа нема да биде страф, иако нема да биде комотна ситуација. Нема да биде, значи, гледање серии пред телевизор, со пуканки, може би, или со баклави пред масичка. Нема да биде комотна ситуација, но нема да биде страф за верниците. Особено за печатекните. Страф ќе биде за неверниците. Но и за верниците ќе бидат страшни во смисол свечени, бидејќи Господ ќе открие својата големина, ќе открие својата сила, ќе ги покаже своите судови, ќе го излее на земјата својот гнев. И би сакал уште, како за пример само, како за мустра, од 7 труби да ја прочитам на почетокот од 9 глава, 5 труба, која што е многу интересна, за мене најинтересна. На почетокот од 9 глава, првите 4 стиха, видите што се кажува. Затруби и 5-тиот ангел, така? И видов звезда како падна од небото на земјата. И беше даден клучот од кладенецот на бездната. Па го отвори кладенецот на бездната и од кладенецот излезе дим како дим од голема печка. Сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. И од димот се појавија скакулци по земјата. И им се даде власт каква што имаат земните скорпии. И им се рече да не повредуваат тревата по земјата, ниту какво и да било зеленило, ниту пак некое дрво, а само кого. Да грицкаат, да јадат и да мачат. Само оние луѓе кои го немаат Божиот печат. Еве еден показател во кое време се случува 5-та труба. Во времето кога се случуваат катастрофите после времето на милост. Они што го немаат Божиот печат. На 4 ангели им беше заповедано да не и пакостат на земјата.
ниту на морето, ниту по некоја дрво, додека не бидат запечатени слугите Божи, 144.000. А оние останатите кои што ќе бидат живи, а ќе го немаат Божиот печат, ќе бидат предмет на Божиот гнев. И замислите што се кажува тука. 5 стих вели, им се даде не да ги убиваат жигосаните, значи луѓето, туку само да ги мачат 5 месеци. И мачењето нивно беше мачење, како мачење од скорпија, која ќе касне човек. Толку страшно е ова, што 6 стих вели, во тие дни, луѓето ќе ја бараат смртта. Ќе посакаат да умрат. Но што? Смртта ќе бега од нив. Замислите што се користи Господ? Не за да не исплаши. Господ не сака да му служиме од страв. Господ не ни се заканува со вечен пекол, со не знам какви маки, ако не бидеме послушни. Иако тоа се споменува во Библијата, како и овие работи, за да малку од малку имаме некоја представа, што ќе се случува во времето кога Светиот Дух ќе биде повлечен, кога секаква милост и добрина ќе бидат повлечени од луѓето, ќе бидат сконцентрирани само кај запечатерите. Таа благодат. Што ќе се случува кога Господ повеќе нема да штити, кога Господ повеќе нема да посредува, луѓето ќе бидат предмет на изживување на демонските сили. Значи, тоа што и најголемиот неверник, и најголемиот грешник, и најголемиот атеист, иако не сметам дека атеисти се најголемите грешници, напротив, оние што ја имаат формата на побожноста, од силата нивна неизина се откажа, се поголеми грешници од нив. Но сите тие денес, значи и најголемите атеисти, се предмет на Божјата милост, нив ги штити Господ од демонските сили. И секоја радост, и секоја среќа, и секој благослов што луѓето може да го имаат, биле верници или неверници, сето тоа е благодарение на Христовата жртва, на Божјата милост која што се уште трае. Сонцето негово свети и над добрите, и над лошите, и над верниците, и над неверниците. Но Господ сака да ни укаже малку од малку како што тоа човечки зборови може да го пренесат. Што ќе се случува на земјата? Кога неговата заштита, кога неговата милост ќе бидат целосно отфрлени и конечно за секогаш повлечени од оние што решиле да бидат загубени, што решиле да бидат омажени за гревот за секогаш. Дали да Господ било кој од нас да се најде во нивна кожа, или запечатени, или мртви ако треба во гроб, но со вера и надеж за спасение, за воскресение, за живот вечен. Нека му е фала и слава вечно. Амин.